Драги гледачи, гости во ова издание на Инфорегион се директорките на Општата болница Борка Талевски во Прилеп Кети Смилевска и директорката на Центарот за јавно здравје Драгица Николовска. Претпоставувате дека темата на ова издание ќе биде пандемијата со COVID-19. Смилевска Николовска, пред се добре дојдовте во ова издание на Инфорегион. Добре ве најдовме. Овој разговор би сакал да го започнеме со директорката на Општата болница Борка Талевски со една актуелна тема која што се случи овие денови, а тоа е имунизацијата на граѓаните. Веќе започна и она масовна имунизација во нашата држава. Имаме неколку пункта за имунизација, но ете Прилеп го немаше помеѓу тие први градови каде што започна таа имунизација. Дел граѓаните можеби и револтирано го искажаа својот револта на некој начин, одеа во Битола. Зошто Прилеп го немаше помеѓу тие градови и кога ќе започне кај нас тој пункт за масовна имунизација? Ви благодарам. Согласно планот кој што го имаше владата за имунизација на населението во нашата држава, во предвид беа 6 пунктови на територијата на целата држава. И во тие 6 пунктови Прилеп беше изземен со причина заради тоа што близината на Битола и на Кавадарци при прва доза на имунизација на граѓаните, следната доза, односно втора доза на имунизација да биде во Прилеп и новата имунизација која што ќе ги опфати оние и помлади граѓани кои што нема да бидат опфатени во оваа прва фаза на население над 70 години. Значи, оние граѓани кои што првата доза ја добија во Битола, втората доза ќе ја добијат во Прилеп, бидејќи пунктот во моментот се подготвува. Еве сега на широко подолго да објаснам околу пунктот кој што ќе го имаме за масовна имунизација. Значи, втората фаза на она што значи масовна имунизација за граѓаните на цела територија на нашата држава го опфаќа Прилеп. Значи, Прилеп не е изземен од ова масовна имунизација на граѓаните. Планот е направен така како што го објаснив и токму затоа во втора фаза е Прилеп, Велес и Струмица. Во средата имавме средба со представникот од Министерството за финансии и со градоначалникот и таму ги имавме конкретните задачи кои што треба да ги спроведи локалната самоуправа и кои активности треба да ги спроведи болницата. Активностите започнаа веднаш околу организација, поставување на пунктовите, околу поставување на заштитна фолија на подот на салата, објектот, значи еве да напоменам дека и претходно на неколку наврати објаснивме дека објектот е во спортската сала во медицинското училиште, добра сала која што ги задоволува критериумите за еден таков пункт за масовна имунизација. Подот треба да се заштити, потребно да се постават паравани, инвентар потребно е да се постави, сето тоа е надлежност на локалната самоуправа. Кадарот околу заштитните средства е обврска на болницата. Подготовките, значи, веднаш ги започнавме и се надеваме дека најскоро до 20 или најкасно до 25 мај ќе започне и ова имунизација на населението. Паралелно се одвива имунизацијата на граѓаните над 70 години во оној пункт кој што и досега функционираше во здравствениот дом. Капацитетот на имунизација во тој пункт различно во секој ден варира, односно толку колку што добивавме вакцини, од 50 до 90 граѓани во текот на денот беа имунизирани. Еве имаме податоци ако ви требаат да ги пласираме со бројки. Значи добивме 1350 вакцини од AstraZeneca кои што ги добија граѓаните во првиот дел, првите неколку денови. Следува 570 дози од Pfizer и 300 дози од Sinopharm. Значи вкупно 2200 граѓани се имунизирани на тој пункт. Што се однесува до на граѓаните кои што одеа во Битола, бидејќи тоа оди преку мој термин, немаме увид точно колку граѓани се имунизирале во Битола. Во однос на новиот пункт за масовна имунизација што го спомнавме, каков ќе биде неговиот капацитет? Ќе има 15 пунктови и планирано е по 10 граѓани на 15 минути, отприлика 1000-1200 граѓани во текот на денот да се имунизираат на тој пункт. Овој кој што сега функционира, значи нема да постои, односно ќе се префрлат таму граѓаните да се имунизираат во тој. Пунктот во здравствениот дом? Да. Колку граѓаните се желни да се вакцинираат? Каква е заинтересираноста на прилепчани? Многу се желни да се имунизираат прилепчани. Заинтересираноста и на оној пункт кој што досега функционира беше голема.
на почеток првите денови беше 100% имунизацијата, од онолку колку што беа закажани толку доаѓа. Како одминуваат деновите, 80% од закажаните се јавуваа на терминот кој што им беше закажан за вакцинирање. И после најавите дека ќе се отвори во Прилеп овој другиот пункт, секако и зголемен интересот за имунизација. Николовска, каква е моменталната слика во Прилеп во однос на COVID-19? Знаеме дека бројките опаѓаат, ги добиваме резултатите, на што се должи тоа? Во моментов ситуацијата во Прилеп, епидемиолошката слика, покажува дека имаме огромно намалување на бројот на новозаразени. Знам дека не е интересно да се зборуваат бројки, меѓутоа сепак ќе спомнам како главен параметар кој што се следи во текот на една епидемија. Зборуваме за таа 14-дневна инциденца, значи бројот на заболени претходните 2 недели беше 159 на 100.000 жители, а оваа недела за 7 дена зборувам изнесува само 56, што значи дека ако следиме имаме 3,5 пати намалување на бројот на заболени или тоа во проценти би изнесувало 75%. Мора да се спомнат бројките, а ако зборуваме што е причина за тоа, секако дека мерките кои што граѓаните очигледно ги почитува, затворањето на угостителските објекти, негрупирањето и сигурно веќе се научија да ги почитуваат оние лични мерки за заштита и бројката, односно резултатот го покажа своето. Како очекувате понатаму да се одвие овој тренд? Ќе се намалува, ќе се зголемува, од што ќе зависи? Очекуваме дека овој број понатаму ќе има тенденција на намалување. До момент кога ќе има само спорадични случаи кои ќе се појавуваат, од што зависи? Секако дека зависи од повеќе фактори. Прво, сонџевото време ќе го направи своето, уве зраците ќе бидат поголеми, луѓето ќе почнат да излегуваат на отворено, знаеме дека пренесувањето на отворено е многу помал, секако дека имунизацијата ќе одигра главен фактор. До крајот на летото очекуваме голем број од граѓаните веќе да се имунизираат, а со оглед на тоа што Прилеп беше меѓу првите градови по бројот на заболени, очекуваме дека имаме и голем број на имунизирани лица, така да навистина не можеме да преюдицираме со некои прогнози кои што би биле точни, меѓутоа очекуваме дека оваа бројка постојано ќе се намалува до конечно ставање на епидемијата под контрола. Дали може да се очекува и она што го најавија дел од локалните власти, односно градоначалникот, излези министерот Филипче, дека до крајот на ова лето или почеток на есен се очекува да се стекне оној колективен имунитет? Искрено се надевам дека ќе успееме да се стекне колективен имунитет, посебно за Прилеп, затоа што имавме голем број на заболени. Граѓаните веќе имаат имунитет. Секако, многу е важно да апелирам до граѓаните што поголема бројка и што помасовно да се имунизираат, затоа што тоа ќе биде единствениот начин вирусот да не може да најди начин како да се шири понатаму. Некои размислуваат помеѓу типот на вакцината, државата од каде е произведена и така. Еве, ова е прилика да кажам дека досегашните може да се скромни и може да е многу рано да се зборува, меѓутоа препораките и од Светска здравствена организација е тоа дека сите вакцини се подеднакво добри и ефикасни, пред се во поглед на тоа што многу подобро би било да се вакцинирани, клиничката слика на заболениот би била многу поблага, а за смртноста веќе не би станувало ни збор. Моментално имаме драстично олабавување на мерките полека, се очекува за брзо укинување на тој полициски час. Како го оценувате вие тоа, дали одиме како што треба во однос на намалување на тие мерки? Моje лично мислење дека мерките во моментот се соодветни, затоа што видовме дека се помалку имаме и хоспитализирани и новозаболени, така да и времето ќе го направи своето, мерките се соодветни, се и на отворено. Дружбите ќе бидат на отворено, така да ако и понатаму продолжат да се почитуваат и оние основни мерки на предпазливост и понатаму носење на маска, дезинфекција и држење на соодветно растојание, мислам дека во моментов се добри.
И многу ми напрашува тоа дали во текот на летото може да се очекува конечно да ги извадиме маските на отворено. Не знам дали следевте дека денеска Комисијата на заразни болести после ифтарскиот празник ќе има денеска исто така состанок на кој што ќе се разговара што понатаму, дали и понатаму маските ќе бидат задолжителни. Сметам дека ако следиме она што се случува во светски рамки, мислам дека ќе треба уште одреден период да ги носиме како заштита, можеби не и кога ќе бидеме сами на отворено, но да бидеме трпеливи да почекаме што ќе соопшти Комисијата за заразни болести. Смилеска, во овој момент каква е ситуацијата во однос на хоспитализирани пациенти во Прилепската болница? Подолго време ве најавуваме дека состојбата се стабилизира и тоа го покажуваат и бројките. Денес имаме 27 лежачки пациенти, од капацитет на легла 103-4 легла имаме на располагање. И не случајно го спомнав оваа паралела. Како што спомена и директорката на заводот, значи внимателни сме во поглед на празниците кои што одминаа, великденските и она што не очекува од празникот на граѓаните со муслиманска вероисповед. Затоа ги имаме и овие бројки на слободни легла. Не очекуваме дека би имале поголем број на лежачки пациенти, но сепак мора да сме внимателни. Значи 27 лежачки пациенти, од кои што, за жал, 25 се уште на кислородна поддршка. Значи пациенти со една поприлично тешка клиничка слика. И се надеваме дека после одминувањето на овој период после празникот ќе ги ослободиме и другите одделенија и ќе ги ставиме во нормална функција. Тоа се одделението на ОРЛ и интерното одделение. Колку ковид центри се намалени досега и кои? До сега 2 ковид центри намаливме, значи одделението на гинекологија и очното одделение. Кога може да се очекува овие одделенија кои што беа пренаменети како ковид центри да започнат со своја нормална работа, затоа што има и голем број пациенти кои што повеќе од година дена не извршиле ниту и контрола за своите болести? Еве оставаме простор од 1 до 2 недели најмногу, за да имаме предвид што не очекува после овие празници и забрзо ќе се вратат во нормално функционирање, заради тоа што бројките кажуваат дека можат овие пациенти да се сместат не само во инфективното одделение, туку и во модуларната болница, која што ја имавме во употреба, ја ставивме на време. Значи за многу брзо време се мобилизиравме, ја успособивме за кратко време, само за 1 месец успеавме да доведеме кислород, електрична енергија, кадарот го ангажиравме. И овие два објекти кои што се различни нели надвор од болницата, мислам дека можат да ги задоволат потребите на пациентите кои што во иднина би биле позитивни на COVID-19. Ковид болницата и понатаму ќе си остане како собственост на општата болница Борка Талевски. Така Да, нема да се размонтира, него ќе остане. Модуларната болница и понатаму останува во употреба на болницата и планот е, значи сега епидемиолозите тоа најдобро го знаат, значи со овој вирус ние би живееле подолго време. Пациентите кои што ќе бидат позитивни да бидат во модуларната болница, а сите други инфекции надвор од ковид да бидат во инфективното одделение. И токму затоа, заради тоа што инфективното одделение беше многу оптеретено, се доведовме во ситуација да биде можеби повеќе не само искористено, туку и извалкано. И затоа планот е да го реновираме во догледно време, за брзо време. И дел од пациентите ќе бидат во модуларната, за да биде празно инфективното, да можеме барем најосновни така активности за дезинфекциони работи да спроведиме во инфективното одделение. Како помош за персоналот во болницата беа викнати специјализантите, беа повлечени. Што се случува во овој момент со нив? Ќе останат тука до кога ќе се вратат на специјализација? Најавата е дека за скоро треба да се вратат на специјализација, но се уште официјално немаме добиено писмена потврда дека треба да се вратат. Во меѓувреме нивната специјализација е продолжена заради тоа што тие многу пропуштија и е во интерес на сите, и за нив и за граѓаните, она кое што значи целосна специјализација, тие да можат да си ја обават таму. Имаме значи таков. Каква е нивната бројка? Ние имаме 28 специјализанти, од кои што еден дел се изземени од она што значеше враќање во матичните институции. Значи специјализантите на
педиатрија, на гинекологија и на инфективна специализација не беа активирани во матичните институции, останаа на клиниките. И имавме 25 специализанти кои што ги имавме во моментот кои што работеа со ковид пациенти. Кога станува збор за кадарот во Прилепската болница, значи оваа пандемија на еден начин ги извади на површина оние проблеми кои што години, децении се пролекуваат, а тоа е недостигот на медицински персонал, од медицински техничари, сестри, болничари, па се до лекари и специјалисти. Дали ќе се побара вработување на нови лекари, нови медицински сестри во наредниот период? Кога спомнувавме дека имавме една бројка на хоспитализирани од 145 пациенти со COVID-19, и беше битка, борба за легло плюс и повеќе, но неретко се запрашувавме дали само креветот лекува. Значи, ние имавме на располагање легла, но немавме доволно кадар. И еден доктор не се гради за еден ден или за една година. Значи, треба еден долг период за да може да се усоврши или да заврши специализација и да може после да биде на располагање на пациентите. Но, здравието не дозволува политиканство, меѓутоа морам да напоменам. Некој претходно во изминати едни долги 11 години заборавил дека ова е процес на градење на кадар, односно на доктори. Во периодот до 2016 година имало на специализација само 14 специализанти пуштено. Значи за долги 11 години само 14 специализации, една специализација. Само 16. 14. Само по една специализација во година. За споредба, во 2019 година се пуштени 14 специализанти. Согласно 4-годишната програма, која што опфаќа 65 специализации за Прилеп, значи ние во првата година, почнувајќи програмата од 2019 до 2022 година, програмата за 2019 сме исполниле 14 специализанти сме пуштени на специализација. За 2020 година, за жал, специализациите кои што беа предвидени, 24 специализации беа стопирани од познатите причини согласно пандемијата, значи не беше возможно ниту да започнат, ниту да спроведуваат својата специализација. Во најава е дека овие специализации од 2020 година и 2021 година, оваа година ќе бидат активирани. Се надевам за доброто на сите дека ќе ги имаме овие специализации кои што опфаќаат најмногу онакви специјалистички гранки кои што се дефицитарни во моментот во нашата болница. Што е најпотребно за Прилепската болница? Кои гранки? Сите гранки се најпотребни, меѓутоа интерното одделение, хирургија, гинекологија, не можам да одделам, се е потребно. Најмногу имаме, ќе ми дозволите да употребам едни вакви статистички податоци, односно реални податоци. За 2019 година имаме на хирургија 20 специализанти, на анестезија 20, на интерна медицина 20, на неврологија 20. За 2020 година исто овие специјалистички гранки се исто така застапени со доволен број на специализанти, исто хирургија интерна по 20. Радиологија исто така се докажа дека е потребен број на кадар за радиолошки активности. И очекуваме дека ќе бидат овозможени овие специализации и да покажеме дека се посветуваме и на здравието на граѓаните, меѓутоа и на обука на кадарот кој што има интерес да се специализира. Во однос на медицинските сестри, имавме за време на пандемијата, мислам дека беше октомври-ноември, примено одреден број негувателки. Дел од нив беа, мислам дека и со средно медицинско училиште завршени, кои што беа примени за тој период. На еден начин беше обезбедена нивна парична поддршка од бизнис секторот во Прилеп, но кога заврши тој бранд беа испуштени, иако болницата имаше потреба. И ние во овој трет бран ангажиравме волонтери, за кои што ќе се потрудиме исто така да бидат со финансиска надокнада. Ќе се обратиме секако до бизнис седницата и се надевам и очекувам дека ќе ни излезат во пресред. Еве еден апел да ги повикаме да ни излезат во пресред токму за оваа намена, за да им дадеме финансиска надокнада на луѓето кои што се појавија во тие критични моменти и на првите борбени линии кои што беа поставени. Прашањето беше дали освен специализанти и лекари, односно ќе се бидат вработени и медицински сестри. За да можат да бидат вработени, нормално треба да бидат одобрени и од Министерството за здравство и од Министерството за финансии и за тоа дополнително ќе спроведеме активности. Сега во моментот битката е со актуелниот кадар да постигнеме она што може добро здравје за граѓаните и за пациентите.
Николовска од неодамна започна работењето на лабораторијата во Центарот за јавно здравје, каде што сега ПСР тестовите се прават тука, брисевите не мора да се праќаат до Скопје, него резултатот граѓаните го имаат во текот на самиот ден кога им е иземен брисот. Морам да кажам дека се гордијам со новата лабораторија, пошто сме 10 центри за јавно здравје во цела Македонија, трети кои што успеавме да отвориме ваков тип на лабораторија, нормално покрај Институтот за јавно здравје. И би сакала уште еднаш да им се заблагодарам на бизнис заедницата која што ни помогна да го реализираме овој проект. Ке ги спомнам и како имена Мермерен комбинат, Тутунски комбинат со Филип Морис, Дрекслер Мајер, Конфи Ангел и Гентерм, кој што навистина е еден огромен проект од 3,5 милиони денари ни овозможија да го реализираме на големо задоволство на граѓаните на општина Прилеп, затоа што резултатите ги добиваат многу порано, истиот ден, а исто така и сите оние кои што ќе имаат потреба за интервенција преку мој термин ќе почнат да закажуваат кога ќе започне општа болница да функционира во нормални услови, кога ќе се вратат во операционите сали, да можат преку нас да ги добиваат за најскоро време резултатите. По колку пациенти во текот на денот се испитуваат, односно колку брисеви се земаат? Со оглед на тоа што бројот се повеќе се намалува на заболени, на позитивни лица, капацитетот кој што ние можеме во моментов да одговориме е околу 60 теста. Ако има потреба понатаму, би го прилагодиле и работното време. Знаете дека Центарот за јавно здравје работи само во една смена од 7:30 до 15:30 и сабота, нормално одамна почнавме да работиме со отворањето на пунктот, доколку се јави потреба, би работеле и двосменски, за да ги задоволиме потребите на граѓаните. Почнуваат и летните одмори, со тоа и она сезонска работа во странство. Дали веќе доаѓаат кај вас оние граѓани кои што сакаат да извадат ПСР тестот, досега ги вадеа по приватни клиники во Скопје? Да, има голем интерес, значи граѓаните се заинтересирани, меѓутоа мора да ги следат секојдневните промени кои што се случуваат во земјите. Негдека се бараат само образи антигенски тестови, негдека се бара вакциналниот картон, дека се извршени 2 имунизации. Сега последно време слушам дека ќе се воведат и некои потврди за лица кои што се прележани и кои што имаат антитела. Така да ова е многу динамичен процес, има менување на секојдневна основа, ќе ги следиме сите промени и ќе се потрудиме да одговориме на барањата на граѓаните. Кога беше отворањето на оваа нова лабораторија, истакна се дека таа понатаму ќе користи и за други испитувања во рамки на Центарот за јавно здравје. Молекуларната диагностика досега беше многу ретка диагностика која што се користеше пред се за научни цели. Меѓутоа со пандемијава се направи еден огромен исчекор за молекуларна диагностика која што се користи во моментот за COVID и за некои други заболувања. Меѓутоа, прогноза моја е дека тоа се исклучително скапи тестови, молекуларната диагностика. Меѓутоа, гледам дека конкуренцијата на пазарот на вакви пред се комерцијални тестови е се поголема. Цените на набавните цени на тестовите ќе паѓаат и понатаму се повеќе. Но во моментот, кога зборуваме само за COVID, тоа се тестови кои што морат да бидат признати од Светска здравствена организација и во моментов работиме со такви, а лабораторијата ќе остане за идните генерации, затоа што гледам дека иднината е точно во молекуларната диагностика на сите видови на заболувања. Се надевам дека нема да имаме повторно во догледно време ваква голема пандемија од вакви размери, но очекувам дека сигурно ќе се случуваат вакви слични епидемии кои што ќе барат и видовме кои се нашите недостатоци, каде треба да се обрне внимание. Досега ние како Центар за јавно здравје бевме основата на таа пирамида како превентивна заштита. Видовме кои се недостатоците, дека треба многу да се вложува во јавното здравје, треба да се внимава на таа генерално долгорочна политика во здравството, за да не би дошле до вакви и слични последици. Дали вас како Центар за јавно здравје, тогаш што го разговараме со директорката на општата болница, и вас ви недостасува некој вид на кадар? Со зголемување на обемот на работа во овие моменти и текако се појави потреба од нов кадар.
особено од лаборанти, медицински сестри. Ние тимовите од лекари ги имаме, значи горе-долу се добри во моментот, имаме неколку кои што се и на специализација. Секако дека сме многу помала институција во однос на болницата, за сега ги задоволуваме барањата, меѓутоа сигурно дека понатаму треба да размислуваме за проширување на бројот на нови вработувања. Директорке, за крај на овој разговор, пред неколку дена до нашата редакција стигна едни фотографии од старото инфективно одделение, кое што со години е така некако запоставено и е на града стика во кругот на општата болница. Дали со тој објект нешто се предвидува во иднина да се направи? Старото инфективно одделение е во близина на болницата, во една незавидна, руинирана состојба, која што, за жал, еве пак ќе се навратам наназад. Од 2008 е таква состојбата, значи после ставањето во употреба на новата зграда, се заборавило на тој објект. Од 2008 до сега, еве 13 години, не се нашло за сходно да се среди тој објект, кој што е од една добра, цврста градба и требало да се размислува за да се стави во употреба за некои други добри цели. Нашата болница има потреба од издвојување на психијатриски оддел од болницата, значи пациентите кои што имаат вакви потреби да не бидат заедно со другите пациенти, туку да се наоѓаат во една друга средина и точно таму во околу тој објект има добра хортикултурно уредување, зеленило, може да се среди сето тоа. И таков е планот да го пренамениме за пациенти со психијатриски проблеми. Пред извесен период се спојувте двете институции, здравствен дом Прилеп и општа болница. Дали веќе почна спојувањето на службите и дали се направи таа математика со колку долгови која институција влезе во таа заедничка установа која што се формира? Така. Токму тоа беше и целта. Кадарот кој што го има во здравствениот дом и во болницата да функционира заедно и да се става таму каде што има потреба. Во вакви услови на пандемија сите беа потребни и во моментот на спојување веднаш истиот кадар кој што таму не дека не беше потребен, меѓутоа одредени активности не се спроведуваа. Значи беа стопирани стоматолошките прегледи на децата, систематските прегледи и кадарот кој што беше во тој момент неактивен таму, го оставивме на располагање и во ковид центрите. За голема среќа сите се активира, значи вака срдечно, односно несебично сите се вложија, зашто им сме сите благодарни и граѓаните, еве и ние како раководство. Никој не одби работна задача и треба тоа да го почитуваме и да им се заблагодариме и во иднина да мислиме дека тие се луѓето кои што секогаш ќе ни излегуваат во пресред. Што се однесува до бројките околу она што значи спојување финансиско, факт е дека бројките се релевантна работа, меѓутоа не секогаш ја покажуваат и реалната состојба како податок, како бројка, еве како споредба. Значи здравствениот дом имаше обврска од 15 милиони денари, а болницата околу 50 милиони денари. Но сега еден податок ќе напоменам околу обврските кои што во овој момент ги имаме по однос на снабдување со кислород. 15 милиони денари имаме во моментот доспеани обврски за кислородна поддршка. Дали за болци, дали за централниот довод на кислород. Значи она кое што го имавме како финансиско оптеретување оваа цела година покажува дека овие бројки околу обврски ги не дека се занемарливи, но не ја покажуваат реалната состојба. Во секој момент обврските се зголемуваат точно за овие потреби, кислород, лекови. Многу обврски имаме по однос на лекови, заради тоа што имавме многу пациенти кои што ги хоспитализиравме и тоа со тешки клинички слики, со терапија која што е поприлично скапа. И затоа не сме да се штеди. И затоа велам дека она што значи обврска не секогаш ќе прикажува само реалната состојба, заради тоа што тие обврски биле неминовни, потребни да бидат толку многу зголемени во овој период на светска пандемија. Со намалувањето на бројката на хоспитализирани се надевате дека ќе се Секако, значи ние во текот на денот трошевме 48 боци дневно, а сега не трошиме кислород преку боци, само го користиме централниот довод на кислород што е поприлично поевтино. Ви благодарам на разговорот. Ви благодариме и ние за Ќе ни бидете гости во друга прилика. Ви благодариме. Драги гледачи, тоа беше емисијата Инфорегион. Се гледаме во наредното издание.